За ова и многу други теми разговарам со членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и министер за здравство Никола Тодоров. Господин Тодоров, добро дојдовте во дневникот на Сител. Добро вечер. Не видовме денеска состојбата со овие неконзистентни гласачи. Како ја оценувате кондицијата и состојбата на избирачкиот список? Дали се потврдуваат или се демантираат тврдењата на Социјалдемократскиот сојуз дека списокот е полн со речиси половина милион фантомски гласачи? Видете, падна. Се сруши како кула од карти. Целата теза која што долго време ја гради СДСМ, дека избирачкиот список не е прочистен, дека на избирачкиот список има фантомски гласачи и дека СДСМ губи на избори поради тоа што избирачкиот список не е прочистен и има на него фантомски гласачи. Се докажа денеска и од денеска е многу јасно дека ниту имало фантомски гласачи, ниту пак СДСМ губело поради тоа што имало некакви фантомски гласачи или непрочистен избирачки список. Губела затоа што така сакал народот во Република Македонија. Губела затоа што немале поддршката, затоа што се деструктивни, затоа што се креатори на кризи, затоа што немаат проекти и немаат програма. Од друга страна дава поддршка на партија која што излага во континуитет со програма, излага во континуитет со отчет, позади која што има дела, реализирани проекти, изградени патишта, болници, училишта и така вработување, намалување на невработеноста и така натаму. Многу е трагично, понижувачки, да во сопствена држава треба да докажуваш дека постоиш. Тоа СДСМ го направи на своите граѓани. Ги понижи до таа мера што ги прогласи за фантоми. Прво 100.000, па 200.000, па 300.000, па 500.000. Тоа е многу понижувачки. Да во сопствената држава треба сам да докажуваш дека постоиш. Исто така, апсурдот оди до таму што на оваа листа се најдоа и лица како Јани Макрадули, долгогодишен пратеник во собрание, како Артан Груби, актуелен пратеник во собрание, како сестрата на Радмила Шекеринска, Гордан Ѓоргиев, поранешен пратеник во собранието, новинари, музичари, познати личности од македонскиот јавен живот. Тие се на тој список врз основа на исти критериуми како и сите останати. Тој список е направен врз определени критериуми. Ако на тој список по тие исти критериуми се нашла сестрата на Шекеринска или Јани Макрадули или Гордан Ѓоргиев или Фијат Цановски, Ерол Ризаов, а гледаме тие не се фантоми, постојат, тука се во Република Македонија. Зашто другите би биле фантоми? Кога исти се критериумите по кои што они се нашле на тој список. Гледам денеска излагаат со пресконференција пак 120.000, 200.000, би рекол тоа е панична реакција, затоа што од денеска се е јасно. Може ли после 3 април повторно да се проблематизира избирачкиот список? Па ако тоа им беше целта, веќе многу провидно и веќе тоа не може да го направат. Затоа што е јасно дека во избирачкиот список нема фантоми. Има народ, македонски народ, кој што си го користел своето право на глас, гласал за една или за друга опција и дал поддршка на оние кои што смета дека треба да ја даде. И многу е, ќе повторам уште еднаш, понижувачки и трагично сопствениот народ да го нарекуваш фантом, да го ставаш во позиција да докажува дека постои. Тоа е негирање на сопствениот народ и сопствените граѓани. Вашата партија во изминатите денови презентираше отчет за своето работење во повеќе сектори. Слушнавме и во делот на здравството. Она што ме интересира е денеска промовиравте нова опрема на Институтот за патофизиологија. Колку е инвестирано во македонското здравство и дали вакво доопремување, модернизирање на клиниките ќе продолжи според вашиот партиски план и во иднина? Па само во последните 2 години има над 15 милиони евра инвестиции во опрема, само во опрема во македонското здравство. Ова денеска што го промовиравме на опрема која што за прв пат се набавува во Македонија. Досега секогаш ваквите камери или гама камера која што се набавува на Институт за патофизиологија биле донација од некој, помош од некоја држава и така натаму. За прв пат во историја се набавува ваква камера и за прв пат се набавува камера на ова ниво на технологија во Република Македонија. Ни во приватното, ни во јавното здравство нема камера која што се набавува со ваква технологија која што ќе помогне во детекција на малигни заболувања и на кардиоваскуларни заболувања, заболувања на дигестивниот тракт и така натаму, и која што за двојно ќе го забрза односно двојно ќе го зголеми бројот на пациенти кои што може да се прегледат и на тој начин двојно ќе ја намали листата на чекање во овој сегмент. Така, колку беше инвестирано во здравството, една начална бројка која што беше инвестирано во здравството и какви се плановите, ќе продолжат ли ваквите инвестиции во иднина?
Па инвестициите продолжуваат. Ние во момент имаме многу набавки кои што се во тек, набавки на опрема кои што се во тек. Например, набавка на опрема за неонатологија, околу 1 милион евра се набавува за гинекологија, за детската клиника, но и за гинекологиите и породилиштата во повеќе градови во земјата. Тоа е еден сериозен проект кој што треба да придонесе во правец на намалување на дојничкиот морталитет. Тоа е сериозна опрема која што се набавува. Исто така имаме опрема во Старата градска болница, во 8 септември, во клиничките болници, во општата болница Куманово, Прилеп и така натаму, која што е чија набавка е во тек или пак веќе е завршена, се чека на испораката. Да ги споменам само мамографите во 11 града кои што се набавија, во 6 града веќе се и доставени, очекуваме да се достават и во останатите 5, така да тоа се инвестиции во опрема која што треба да помогне да се намалат листите на чекање, да се подигне кредибилноста на резултатите или точноста на резултатите и на еден начин да се зголеми квалитетот на јавното здравство воопшто. Господин Тодоров, ви благодарам за гостувањето во. Благодарам и на вас на покана. Одиме понатаму.